Почитувани мои, добар ден. Темата за која што ќе зборуваме денес со вас, верувам дека особено ќе ве заинтригира и ќе ве потекне да земете уште поголемо учество во ова денешно издание на Црвена линија. А еве зашто ќе зборуваме денес со вас. Урбаната опрема, осветлувањето, градското зеленило, автобуските постојки секојдневно се предмет на вандализам и уништување. Оно што денес ве прашуваме во Црвена линија е што е всушност причината за вакво однесување на македонските граѓани. Дали е тоа недостатокот на домашно воспитување, неказнивост или фрустрации од состојбите во општеството. Секако имаме прашање кое што е анкетно и можете да го пронајдете на Instagram Story, но за тоа треба и да не заследите на Instagram. Ако кликнете, ќе ве запрашаме. Дали ќе се смени однесувањето на граѓаните кога ќе влеземе во Европската Унија? Ете овака изгледаме на Instagram Story, имате две опции за одговор. Секако кликнете на вашиот одговор, дали е тоа да или не, и во проценти ќе ги соопштиме резултатите од оваа денешна анкета во Црвена линија. Како да е, многу повеќе и драго ќе ни биде и да ве слушнеме во живо. До нас се доаѓа со вртење на телефонскиот број 02307-0005. Како да е, сите сме сведоци на она што можеби и ако се постави како ново, се разбира дали се тоа клупи, корпи за отпадоци, доколку и се дотераат и подноват автобуските постојки, некако како кај нас во земјава ништо не може да остане ново подолго време. Па токму поради тоа ве прашуваме денес во Црвена линија каде ги гледате причините во ваквиот, слободно ќе го наречам, вандализам или порив за уништување на она што се нарекува општо добро, кое што сите го користиме и секако во кое што е наменето сите да уживаме. Ајде да видиме и секако преку вас очекувам да слушнеме и каква е состојбата во низ градовите и местата од каде што ќе ни се јавите. Може би некој од вашите места и градови и може да се пофалат со добро сочувани и негувани општи добра. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Ете, јас прва во четврток да отворам емисијава. Ако и треба. Еве да слушам, дали имате впечаток дека некако не знаеме да сочуваме и одржаме она што е ново, како корпи, клупи? Тина, ние ништо не знаеме да чуваме, значи, јас да ти кажам еден пример, кога останав без работа и ностоп бев во парк. Тука има љуѓешки на почетокот на паркот, која ќе дојде едни деца, возрастни деца, големи толкави по 1,80 м може беа, и кога ќе се качеа на тие нежни љуѓешки, тие се за дечиња, не се за толкави мажиста, па тоа беше како да дошле, не знам од каде, како од џунгла да излегле. Ќе се качеа на тие по 7 деца, има едно таква реквизит. Значи, пробав да ги опоменам, ама што ќе ме тепаа мене? Значи, дали се невоспитани, дали како да излегле, ти викам, од џугла, не ми е јасно. Дали сметате дека кон овакво однесување се само младината наклонет или може би и возрастната популација знае да биде несовесна? Не, Тина, не само младината и возрастните. Значи, ние воопшто немаме култура на однесување, значи, нас воопшто како да не допира до нас. Тоа е исто како јас дома да земам и да пушам цигара и да фрлам дома, така или ѓубрето да го оставам дома. Значи, толку сме, или да речеме корпите. Ставиле корпи, после 3 дена гледаш корпата, дното го нема. И сега гледаш дека нема дно и уместо да си го земеш ѓубрето, да си го однесеш на друго место, тие фрлаат во дупка. И тоа нели паѓа доле, нема дно. Каде гледате решение? Дали неказнивоста, дали може би треба многу построги драконски казни за ваквото однесување? Мислам, Тина, дека треба, зашто на времето, не знам дали памтиш, кога во ведоа за цигари, ако фрлиш опушок, ги тера или да платат казна или да работат во комунална, тогаш мислам дека беше поголем ред. Сега... Така, благодарам многу еве за тоа што бевте и први, со вас ја отворивме оваа Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила малку погласно, подобро да ве слушнеме. Добар ден. Одлично. Па еве каде ги гледате причините за ваквото однесување кон општото добро? Да бидам краток, причините. Прво, во негрижата на родителите. Какви родители
такви потомци. Второ, етен се лабави законските рамки, никој досега не одговарал. Ако скршил, ако уништил, веднаш треба да постои како на времето што постоеше суд за прекршоци, изрекување мерка веднаш и плаќање веднаш. Никакво одлагање, никакво намалување 50% ако плати веднаш, ако плати на 2 пати. Тоа е една работа. Втора работа, самите граѓани околу чии згради има објекти не водат грижа. Едноставно минува, може да гледа дека некој уништува, никој не реагира. Затоа што оној уништувачот ќе му се сврти и му ика, што сакаш бре, да ти се качам горе, ако е од тераса. А според вас, еве, зошто властите и одговорните не реагираат на ваквите уништија, тоа што беше во законите ставено, све е избришано. Да бидеме по-демократска држава. Нема демократија со расипан народ. Дојдете, јас сум во Ново Лисиче, меѓу две згради, да видите што се случува. Од Златен парк со трендафили, сега е едната страна од тој парк. А еве, дали сте се обиделе да пријавите до надлежните? Што да пријавам до надлежните, кога надлежните ми се заканија ќе сечат 5 дрвја високи по 7. Така, големо благодарам за учеството и секако за одговорите и еве на што сте вие сведок како граѓанин. Продолжуваме понатаму, секако еве ако сте горди и можете да кажете и пофални зборови, се разбира, за местото од каде што ни се јавувате, каде што граѓаните, односно жителите се одговорни и внимаваат на своите општи добра, тогаш секако и тоа ќе ни биде драго да го слушнеме. Добар ден. Добар ден. И убав ден. Вам Најубав и на ден. вашата екипа. Благодарам. Вака, кај нас дојди во зградата да видиш како е. Ма ни одговорен, нима одговорен. Вика, ако кажеш, ако дојдат инспекција, нас ке не казнат. А да дојдеш да видиш од нас, не знам, регали, све што има, маса, столове, врати, се на терасата. Ако ме веруваш, јас не можам да дишам више од тие ѓубришта тука на терасата. Толку имам да кажам. Пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Некои од гледачите секако имаат и куси излагања, но секако јасни и децидни. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Каде ги гледате причините еве за ваквото несовесно однесување на граѓаните кон општото добро? Највише се криви за мене политичарите и вие медиумите. Не мислам конкретно за тебе, Тина. Ти си најболje од медиумите. Останатите медиуми. Знаеш зашто? Например, политичарите кажуваат нереално. Нереално што ги нервира на граѓаните. Медиумите тоа го пренесуваат невистини, значи лаги. Еко сега што гледаме у изборниот процес, чак од многу вака познати пријатели што ми викаат, вика, не сакам телевизор да отворам. Па викам и ја телевизор, не гледам, викам, без ти више. И сега, поради тоа гледате дека е причина за вандализмот и уништување на нови клупи? Да. Поготово младите се многу изнервирани. Не иде држава ништо, не можат да се запослат. Овакво, еве слушаме нуда. И ако сака да се запости, знае дека треба у партија да иде, некоја партија да се застени. И од тука е нервоза. Например, да ги нема овие 3 политички партии, да видиш, ќе се смири некако народ. Ќе се смири. Сите работи што ги направија лоши у Македонија, ги направи овие 3 партии. Што се сега на прво место на избори и медиумите, што ги почитуваат овие 3 партии и што примаат и многу пари од овие 3 партии, да ги рекламираат. Некако више стана нелогички да се живее у Македонија. Благодарам многу и вам и за учеството и секако за одговорите. Ајде да слушаме од следните гледачи, еве од можеби гледачка, дали сметаат дека ќе се смени однесувањето на граѓаните кога ќе влеземе и доколку влеземе во Европската Унија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме?
Да, ало, Добар ден, во црвена линија сте. во црвена линија. Една баба на телефон. Јас да ви кажам, ако ме слушате, Да, продолжете. јас имав кираджи и финци од Финска, маж и жена. Финска важи за најцивилизирана земја. Ги прашував како дојдовте до тој степен. Само со строги и големи казни. Ништо друго. Ете тоа. Така е секако и во Сингапур, земјата која што спроведе апсолутен ред и стане една од најчистите и можеби и најубавите земји. Но еве кажете ми каде ја гледате причината да се однесуваме како граѓани недоветно и несовесно кон општото добро? Добро, благодарам многу. Гледачката секако искажа како гледа, каде го гледа решението. Благодарам за учеството. Па еве, соодветно на тоа што какви одговори добиваме од гледачите, продолжуваме со разговорот со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Лјупчо, и вас ке ве замола малку погласно. Еве вака. Види, јас проблемот го гледам на сите три страни. И кај институциите кои се задолжени за сметот, и кај граѓаните, ама и во законодавството. Носиме закони кои не ги спроведуваме. Моментално имаме ние закон за јавна чистота. И тој закон за јавна чистота предвидува да грижата околу спроведување на законот ја презимаат и МВР, ама и комуналните редари по општините. Сега земете, направете една анкета да видите колку по законот се поднесени пријави од страна на општините. Ни една. А ги имате вработени луѓе за таа работа. И се прашувате, сега прашуваме зошто не функционира. Тоа е проблемот, што ние носиме закон кој не го спроведува. Кај фирмите, ние имаме фирми кои не знаат да заработуваат од отпадот, кои не знаат да ги мотивираат луѓето да рециклираат отпад. Кај граѓаните, затоа што ние се гледаме како е на запад, но овдека се понашаме како дивјаци. Некеме да почнеме да видиме култура. Ја мислам дека ако се почне од стриктно спроведување на законот, казнивоста, мислам дека нема да бидеме во оваа ситуација. Еве ќе ви кажам еден пример. А зошто еве нема интерес да се спроведе таков затоа закон? што не го сетиле законот. Видите, вие ако сакате нешто да спроведете, мора прво да почнете рестриктивно, да сечите што се вика у корен. Меѓутоа како, еве сега ќе ви кажам еден пример. Во Скопје знаете дека летно време доаѓаат лица од Струмица, ние ги видиме од Баница, од село Баница. И тие продаваат зеленчук кај ќе стигнат низ Скопје. Дали знаете дека ние им пишуваме пријави, пошто ќе знаете дека работе во МВР? Ке подсетам, но верувам господинот Лјупчо е запознаен, редовно учествува и е активен во црвена линија, така да внимавајте на тајмерот 90 секунди. Секако додека траеме можете повторно да го завртите нашиот број. Тука ќе ја искористам и можноста да ве подсетам дека оваа дискусија може да се пренеси на социјалните медиуми, како на Facebook. Тоа е нашиот профил Црвена линија, можете преку коментирање и споделување, така и на профилот на Телма телевизија на Facebook. И особено ми е драго што почнавте да бидете исклучително активни на Инстаграм преку коментари и секако не ја заборавајте анкетата во која што ќе ни биде особено драго да земете уште поголемо учество. Прашањето е дали ќе се смени однесувањето на граѓаните доколку еве влеземе во Европската унија по однос на грижа и совесно однесување кон општото добро. Добар ден. Добар ден. Ано, добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Поздрав до вашата емисија. Благодарам. Ние и да влеземе во Европската унија, ако во гените на нас не ни се содрже да бидеме пристојни, да бидеме културни и да работиме онака како што работат во Европската унија, ние никогаш нема да го достигнеме нивното ниво. Затоа што во нашата земја живеат луѓе што не поштитуваат ни закон, ни ред, ако се наоѓаат во земјите што се во Европската унија, тие сите закони они ги таму го поштуваат. Само што влезат во Македонија, уште од самата граница покажуваат си онаа култура што ја носат у своите гени.
Дали тоа значи дека повеќе се плашат од казните надвор, а тука сметаат дека нема да бидат казнати? Тука уопште нема да бидат казнети. Што сака да направат тука, законот не важи. Не важи. Тај закон е ставен само на хартија. А у пракса никаде не се применува законот што треба да се применува. Да се казнуват за расфрлување на ѓубре, за други работи. Тие закони... Благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме со гледачите, а нешто подоцна сега го ќе прочитаме и дел од коментарите. Добар ден. Ајде да се да искажам. Да, може. Сега и подобро ве слушаме. Тина, ние пишеме тука у Скопје пријави, они отидат таму под не знам под која општина беа, Новосело или како беа, од комуналното предпријатие им даваат потврди дека ги обработили тие 3 дена законски што беа и казната нема ефект. Да не ме разбираш, која игра се правеше? Или земете ги нашите комунални предпријатија. Ние овдека војна водиме кај да направиме депонија, каде што ќе може да се рециклира отпадот, да не се фрла, да не се закупува како надвизла. Ва и вие у Србија и у Словенија горе од тоа се компостира, се прави бизнис. Значи, проблемот е и до менаџирањето со отпадот. Дали ме разбирате што во сакам да однос кажам? на вандализмот, да речеме, само иницијативно уништување на улично осветлување, кршење клупи, корпи за гледате, отпадоци. едно време нели ги палеа контейнерите, пластичните контейнери по Скопје да ги прашат. Меѓутоа, тоа е она реков, не казнивоста, толеранцијата премногу, кој ќе го фатите, ај сгрешил. Ве нема сгрешил. Сечеш, старите викаат дрвото се витка додека е младо. Кој ќе остаре, нема или она што викаат, да не кажам она по-другоно. Волот се учи кога е млад, не се учи кога ќе направи 500-600 кила. Додека е теле се учи, вол не се учи. Така и ова со народов. Ако сакате некого да го научите, само во почеток, во корен сечете. Па после тоа. Толку пријатно. Благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас во Црвена линија. И јас ве поздравам вас и посакувам убав работен ден. Секако и ние вам. Пред се да го поздравам Драган Рибарот и Лјупчо полицаецот. Ги поздравувам, ми се допаѓа нивните излагање на вашава телевизија, свака им част со излагањето. Кај нас има недостаток на воспитување, затоа што им немаме закон ние. Убаво кажа Лјупчо, додека е младо телето се воспитува, а иначе кога ти направи 10 години и 500-600 кила не можеш да го преваспиташ. Сега ние така почнаме и така ќе завршиме. Меѓутоа пред се ако видиме во глобала кои ги прават тие проблеми и сето тоа. Сите оние кои се покондурени, селјанчињата. Да ми опрости, ама вистината да е вреđа. Се тие провинцијаши прават. Они не ги воспитуваат родителите. Родителот ако го воспита, детето нема да прави. Државата, законот како закон, сите знаеме кои сме, дека сме политичка држава. Политичка на едната, другата и третата партија. Тие три функционираат, како што кажа Рибаро Драган. Се додека тие партии функционираат и обстануваат од самите нивни гласачи, се така ќе бидат. Нема да имаме култура, нема да имаме закони и други работи. Како тоа може да се среди? Може да се среди. Зашто да не? Ако прегази човек, како што имаме случаи во судството на пешачки премин, било син на некој политичар, ќе го казна напротив, ако треба 10, ќе го казна 10-20 години, затоа што бил син на некој виш функционер. Таа култура кај нас, а не да му се намалат и да го... Ке подсетам, внимавајте на тајмерот, но нема да заборавиме и да ви се заблагодариме за учеството. Добар ден! Добар ден! Телефонот зазвоне, но и со нетрпение очекуваме да слушаме. Добар ден, дали ќе вклучиме некој во живо? Се слушаме, Тина? Да, се слушаме. Добар ден во Црвена линија. Добар ден, ја уште еднаш да се надопунам. Добро, Па јас повелете. сум Рибаро Драган, што ме поздравуваат. Јас нема никогаш да ви кажам со среќа, нели тоа не се вели. Да, така. Но сега ве вака, само да пофалија се за надополнам. одговорите. Знаеш кој го прави најголемите штети, најголемите штети? Од партиските штабови. Било од едниот, било од другиот. Например, ќе им нареди, оди кршете клупи таму. Ако не е градоначалникот од нивната партија.
ние тој феномен го имаме. Или оди бутни вециња, тие што... тој феномен го имаме во Македонија. Македонија никад нема да напредне. А, знаеш како? А карактеристично е, заеднички криминал имаат еден куп. Например, СДС со ВМРО. ВМРО со ДУИ. А СДС со ДУИ. Еден куп има заеднички. Само власт им е битно, само власт да дојде. И толку. Само на власт и да го искрадат народ. Ние имаме, знаеш како сега, процес на да се исцеди народот, да се исцеди секој динар да му се земе. Секој динар. Тоа овие три партии го водат. И албанците се овакво мислење. Ја многу контактирам и со нив. Истото мислење јако што го имаме, еве на телевизија ви го повторувам тоа мислење. Тоа е процесот у Македонија. Хвала ти на уште на што ме сослуша. Рибаро, драги ви се јави. Благодарам, господине Рибар, драги, што се вклучивте во Црвена линија и тоа по втор пат. А сега ќе прочитам и дел од коментарите кои што почнуваат, се разбирам, да ги имаме и на Инстаграм, така да ќе подсетам уште еднаш, сега го коментирајте и споделувајте не само на Фейсбук и на X, туку и на Инстаграм. Имаме коментар на Сонја Ристевска, која што не следи на Инстаграм, а има напишано: ако е цар на власт, е царство. Ако е крал, кралство. Кај нас е отпадна власт, па и дел од народот така се однесува. Венчун 37 напишал: каква власт, таков народ. Без чувство на свест, одговорност за општо добро на сите. И Изибој 007 има напишано: во странство треба да платиш, а дома ќе ти платат да фрлиш апфал, то е то. Како и да, благодарам многу што коментирате, продолжете и понатаму. Секако Црвена линија е осмислена со цел да слушнеме што ќе кажат граѓаните за нештата со кои што секојдневно се сретнуваме, но и бориме. Па еве како да се зачува општото добро, односно како да ги негуваме новите работи, со цел што ние сите го живееме, нели местото во кое што живееме. Тоа значи да имаме сочувани нови клупи, нови автобуски постојки и секако да не се врши никаков вандализам или оштетување, особено на општото добро. Добар ден. Добар ден. Ке ве замолам погласно и вас, бидејќи во многу слабо ве слушам. Добар ден. Добар ден, повелете, во Црвена линија сте. Недостаток на казнивост. Само казната го прави човекот да биде исправен, друго ништо. А еве оние кои што се задолжени за казнување. Не, само казната. Нели им пречи еве таквата состојба? Зошто не се спроведуваат казните според вас? Зошто не се спроведуваат? Па затоа што не се спроведува законот. Кај нас нема закон за ништо. Само на хартија. Ете затоа. Добра, а еве каде ги гледате и причините покрај неказнивоста? Зошто некој би имал порив да оштетува нешто? Порив има секаде, не само кај нас. Не само кај нас. Меѓутоа во западните земји има камери, снимања, ќе ти дојди сметката дома за казната, со снимката готово. Крај, не разговара. Крај. Шо е ова? Хаос. Хаос. Хвала, многу пријатно. Благодарам многу. Еве, вие бевте покуси од 90 секунди, но секако бевте јасни и децидни. И добро е што го спомнавте светот и камерите, како што и напоменавте, нема дискусија, а се поставени камери за повеќе нешта, не само собраќајни прекршоци, туку и прекршоци од типот уништување на јавно добро. Па еве, на X платформата, сега ќе ви доловам и покажам, верувам ќе можеме да им покажеме на гледачите. Линус има објавено, ова е британски жител на голема Британија, кој што еве укажува како се поставени камери, се со цел да се запази фрлање на отпад. Еве вака тоа изгледа. Значи камерите, како и да, нема полиција, но затоа има камери за да регистрираат како се фрла отпад, односно се регистрира секое
оштетување, загадување и така натаму, кои што би го направиле граѓаните со цел да бидат казнети и да се спроведат законите. Но во Црвена линија денес ве прашуваме и каде ги гледате причините и поривот да, некои од граѓаните едноставно кога ќе видат нешто ново, убаво да го оштетат. Зошто е тоа така? Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас во Црвена линија. Ако сум на линија, добар ден. Да, ве слушам. Поздрав до вас и до вашата куќа. Благодарам. Намалете го тонот на телевизорот. Веднаш, тинче, веднаш. Слушај, Тина, првин гледам во родителите. Второ, од наставниците. Наставниците треба нашколо првин да ги учат децата, а не тие сите наставници се поделени по партиски линии. И не му е гајле. Ако го фрли нова дете, ќе се јави другиот, а оти од таа партија само вика по него. Исто така и по градовите. Зависи кој градоначалник е во градо, спротивната партија уништува и тој направил то. Абе, исто и за камерите. Ние и камерите ќе ги скршиме, Тина. Мислиш, камерите ќе остане, не мори душо. Се ќе уништиме. Ние сме луѓе не невоспитани. Влезена е некоја омраза, некоја злоба меѓу нас. Само да се екодошиме. Само оти ти си на таа власт, оти ти си тако. Јас ова нешто остарев, Тина, го немам видено. Оди по улица, јади и го фрла и вини и плука. Најмногу што ме нервира е она плукањето по улица. Шо е то? Па носи си марамче, па ќе плукниш, па завиткај го, па фрли го, има корпи. Не камери да клајме, не знам шо. Во странството ти сме такви. Зашто не само од казните се плашиме. Ние сме народ невоспитан, дојде од... Благодарам многу и вам за одговорите. Не заборавајте да посочам за останатите гледачи кои што ќе се вклучат 90 секунди е време траењето. Кога зборуваме за оштетување, кршење и во однос на тоа воспитувањето кое што го посочи гледачката, кое што, како што нагласи, доаѓа од дома, но и го посочи и на образовниот процес кој што треба да биде и воспитен. Па еве на Твитер имаме ваков твит, вели: кршење на клупи и столчиња, место во школа, на нива да ги пратите децава. Ако може да покажеме како изгледа кога инвентарот еве на училиштето е поставен и што се случува. Па ние прашуваме од каде е овој порив нешто да се демолира, да се оштети, да се уништи, а е добро кое што и самите го користиме и кое што треба да трае. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Сакам да ве прашам, двајца од господата кажа една компарација, паралела направила, дали телето или воото, ама по гласот, они се од вторите. Па вие како водителка, дали имате право да ги прашате во кој припајаат они? Пошто во континуитет само зборат... Кажете ми во која категорија на граѓани и зошто се такви оние кои што оштетуваат општо добро? Кршат клупи, фрлаат отпадоци, кршат канти, оштетуваат улично осветлување. Каде ги гледате причините? Видите, тоа се и обично и деца во годините кои се наоѓаат во пубертетот, тоа го чинат, можеби? Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Во пубертетот кој се го чинат, ќе се зберат, ќе пивнат можеби некој шише пиво или било што, или се и покажуваат, поготово машките, машкоста, ама сега нема разлика и помеѓу машките и женските. Исти се во карактерите и понашањата и почувањето на нашето богатство. Какво такво? Јас ве прашав, пак ќе ве прашам уште еднаш. Тие двајца господа, во кој припајаат? Дали во телињата или во воловите? Затоа што во континуитет се волови тие, во континуитет само прикажуваат приказни на сите телевизии и све знајковци. А јас ќе ви дадам одговор, ниту имаме право, ниту пак желба да го оспоруваме учеството на гледачите, исто како што не го оспоруваме ниту вашето. Како да, ние сме отворена контактна емисија,
Па со самото тоа, оние гледачи кои што сакаат да земат учество, секако се добре дојдени. Не се добре дојдени едино оние, односно се санкционирани, имаме етика и правило во црвена линија, кои што користат навредливи зборови, говор на омраза, алудираат на насилство и секако користат цости во вокабуларот. Ете, тоа е недопустливо во црвена линија. Секако не правиме селекција врз основ на тоа кој сака да земе учество во оваа емисија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Ама на кого на добар ден? Во црвена линија сте, ве слушаме, повелете. А кај Тина сакам да се јавам. Ама Тина ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Збори они со друга, збори како може. Ало? Ама ве слушаме, дали ви е намален тонот на телевизорот? Намален е тонот. Така, повелете, ве слушаме, веќе сте во црвена линија. Добро. Тина. Повелете. Од Хром се јавуваме. Така. Општина Ѓорче Петров. Тревата до колена е порасната, не дошле да ја ишишат тревата. Години, цело година не дошле ни да очистат од листови, ни треба да исечат. А башка поред Вардар, карши канал 5, лани ги ставија столовите на 100 метра. На 100 метра ставија, сега еден нема да се допре стар човек, а ние сме над 80 години, над 70 години, сакаме да се прошетаме, да седнеме, да одмориме, и дрва испокршени и столовите све испосечени. Само еден стол оставаме. Каде ги гледате тогаш причините и желбата да се оштетува јавното добро? Каде ги гледаме у народот, што не е културе. Тоа само за инат се работи, не се работи од што им е мерак за инат. Недостаток на домашно воспитување, неказнивоста или пак фрустрираност и на домашно воспитување. Комбинирано. Добро, благодарам многу за учеството и секако и гледачите има можност да ги слушнат вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. А во црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас, Тина. Поздрав до емисијата. Поздрав и до вас секако. И до сите гледачи на Телма телевизија. Па како и во други емисии што имам говорено, ние се наоѓаме во една парадоксална ситуација. Кажуваме дека сме најцивилизирани во Европа, а од друга страна не можеме дека цивилизацијата потекнува од кај нас, од Македонија, најстара држава сме, а од друга страна не можеме да се справиме со едно обично ѓубре или што се остава или што се крши секаква урбана опрема. Сега, тука би кажал исто и не културата, и не домашно воспитување, и не казнување. И можам да кажам дека кај нас во мозаиков од Македонија сите камчиња или коцки се погрешно поставени. На одредени функции и раководни позиции се има поставено несоодветен кадар. Пример да речиме, од стоматолог, градоначалник, од дипломиран, да речам, на факултетот за туризам, началник на полиција и така натаму. Значи, сегде има поставено луѓе кои не одговараа на соодветно работно место. И затоа е оваа ситуација каква што се наоѓаме. Така да многу треба големи реформи да се направат во сите сектори и нормално полека граѓаните да се доведат во ред. Со оглед на времето, поздрав и се најдобро. Благодарам за учеството и вашите одговори. Ке се префрлиме повторно на каде што имаме и гледачи кои што не следат на Facebook, профилот ни е Црвена линија. Секако дискусијата можете да ја продолжите и да ја водите и на нашиот профил Црвена линија. Го имаме и коментарот на Јованка Милошевска, која што на нашите прашања одговорила вака. Причина за ваквото однесување е само недостаток на воспитување од дома, во училиште и надвор од него. За жал не гледам решение на овој проблем кај нас без казнување и тоа големи казни да бидат. Имавме во близина дива депонија. Општината ја исчисти, а веќе следниот ден имаше нов смет фрлено и што можеме да очекуваме да се смени.
Нити влезот во Европската унија, мислам, нема да не смени, за жал. Кристијан Вангеловски едноставно одговорил за останатост, неписменост. Каде ги гледате причините за ваквото однесување? Дали сметате дека може би треба да се воведат драконски, построги казни и како да се искорени појавата за оштетување на јавното добро? И дали може би, ако останеме дел од Европската унија, може би и ќе се смени ваквото однесување? Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Види, вака, као прво, зашто се работи некој добар однос, некој направил некој бонтонска работа или што е работава? Па се забележува дека низ градот многу често имаме оштетени клупи, оштетени канти, се оштетува улично осветлување, автобуски постојки. Па да, види вака, ја мислам дека тоа го прават граѓаните од прв пред. Значи, најшвише такво време дојде граѓани прв пред, втор ред, таму трет ред, како не рангираат. Ја од прв пред граѓани што се, тие се граѓаните кои, да речеме, како што се донесе законот за неказнивост и такви работи. Значи, еве да речеме, имаше случај дете тоа од Велес што го изгази тоа девојчето, па немало смисла, па човекот треба да се жени, па да прави деца, фамилија да ствара. А девојчето што го изгубило своето право да оно може да прави фамилија и се останато тоа кој го стриже. Се дека такви начини на донесување санкции кон тие што ќе направат зулум, се до тогаш вака ќе биде. Енаку има решение, да речеме, јас сум раснал Јосип Броз времето е пофатано и тоа. Види се, ако беше начека некој да крши клупа за ова дона нешто, ако ги гледаше оние од Москва, тие дечките што ги покажа од Москва, полицајците не земаа лична карта, па дај да те видиме, па викни го татко ти. Значи, платене на дело како ја крши клупата, како песне диве, и ќе го збумбари како тие што ги покажа у Москва тие терористи, не? А еве, од каде доаѓа поривот, например? Каде гледате почнува таа приказна да се уништува? Не само да мислите, па поривот ќе го кажам. Значи, поривот ќе се изгуби одма кога ќе видиш, вака гледаш како ги лупаат тие таму, како ги очите им ги вадат натора од збомбарување, како ги младат по бубрези и си викаш, еј мајка да не, ја нешто да не ми текне вако нешто, па после вака да пројдам како овој. И така културата си доаѓаше на место, све си беше фино и немаше потреба. Сега имало ситуации кога ќе успеат некоја беља да направат, ама не го виделе и не е фатен. Али кога е фатен нема опледе мајко. Ќе отекот. Пориви, има еден куп разлози. Благодарам многу за учеството. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас во црвена линија. Поздрав и на поздрав до канал, до вашата телевизија. Јас сакам да кажам, дали гробиштата Бутел се исчистени? Ние одиме, чистиме, собираме ѓубре, ама тоа депони на сите страни. Плаќаме, а никој не чисти. Кој е тука виновен? Има ли газди или само да соберат пари? А во однос на оштетувањето и на јавното добро? Во однос на однесувањето на граѓаните? Да, еве, од каде поривот според вас, каде ги гледате причините да некој вандалски се однесува кон општото добро? Јас најмногу гледам во домашното воспитување, меѓутоа младите ги воспитува и улицата и школото. Најмногу улицата, меѓутоа тие што се од дома воспитани сепак не го прават тоа што го прават. Околу нас клупите се сите искршени, навечер се собираат и машки и женски 7-8 оделенци, кршат од страна, сите се смеат и нема никој да... ние, комшиите, ако викниме, сме доведени да бидеме навредувани, дека сме стари, дека не знаеме што зборуваме, дека да си гледаме дома. И јас најмногу гледам во домашното воспитување, па потоа и
Така, големо благодарам за вашите одговори. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Сега кога ќе им дадеме предност на гледачите, еве уште еднаш ќе се обидам. Добар ден, дали се слушаме? Добро, ќе ве префрлам тогаш на Твитер. Очигледно е дека сега за сега нема да вклучиме гледач, но како и да е, еве ќе почнеме. Ова е проблем кој што наназад низ годините постои, односно вандализмот и уништувањето на јавното добро. Майкрофт напишал: искрено едина ствар која никад не ја разбрав е кршењето канти. А Дедли Гост му одговорил: кршење било што, клупи, лизгалки во детски паркови, канти, буквално се прави штета за ништо. Па каде ги гледате причините, од каде почнува овој порив и воопшто доаѓа да го има некој за да прави штета за ништо, како што вели Дедли Госта, тоа е да се уништува јавното добро кое што можеме да го користиме надолго и секако да уживаме во него. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Да. Па видите, тоа се случува и домашно воспитување, и ако на улица родитело не е, може му родитело го воспитува, ама кога ќе суди се со хулигани, со такви невоспитани, и тоа станува исто детето. Кршат колку пати се случува, гледа детските играчки, детските, го се до утре, денеска ги стават, утре ги нема. Тоа дете не може мало од 2 години и 3 да го скрши. Тоа едно на време хулигани, седат по клубите, па пијат, па пушат, па еве имам близок наставник, вика ќе му речем да одговара, денеска не можам, јако ќе сакам ќе одговара. Па кажем на родителот, па родителот дојде, па која си ти да му ставаш двојка или кец на моето дете? Знаете ли вие кој сум јас? Кој си ти? Треба да си го воспиташ детето да знае да одговара, а не кој сум јас. Со джипове што прават турна без по градот ног на време да гледате само слики. Тоа е ужас, ужас. Дали сметате еве дека ќе се смени ваквото однесување ако сме дел од Европската унија? Не, но ви кажам да ако и да сме дел, така сам воспитани. Јас имам, ти немаш, ти не можеш со мене. Па ја слушам ги децата, младите, како се карат, како одговарат, како се протиставуваат. Не сме возрастен човек да му презбори. Ај гледи си ти работа, бе, да вика, што се бракаш ме тиме. Благодарам секако што земавте активно учество во ова издание на Црвена линија. Следно што ќе погледнеме се секако рекламите. По рекламите сосем логично следува да погледнеме како одговорија на денешната Инстаграм стори анкета. Еве уште едно подсетување, секако веднаш во овој момент, ако не следите на Инстаграм, да го сторите тоа, па веќе во утрешното издание на Црвена линија да бидете дел од оние кои што активно одговараат на нашите анкети. На прашањето дали ќе се смени однесувањето на граѓаните кога ќе влеземе во Европската унија, инстаграмчи со да одговорија 20%, а со не одговорија 80%. Оно што секако следува е нешто што ќе ви го смени животот на поубаво, ако не животот секако расположението, со оглед на тоа што ќе имаме и добра забава, ќе совладаме знаења, нешто и ќе повториме, нешто и ќе научиме, но најважно од се, некој денес ќе си освои нов телевизор, па ќе гледа и Црвена линија и секако на што следува заврти на Телма. Благодарам многу за учеството во Црвена линија, на сите вас кои што активно учествувавте. Топло уште еднаш ве поканувам да останете со мене и да си ја пробате среќата на изнаењето во заврти на Телма. Сега ќе бидеме малку подкажувачи, односно да ви откриеме кои прашања ќе ги имаме денес во квизот, се со цел што поскоро да се радуваме на телевизорот кој што треба денес да се освои. Еве едно вакво прашање има. Може да биде бела, новогодишна, чоколадна, овошна, за децата се прави роденденска. Што е тоа? Во кој месец започнува пролетта? Кој е најголем и главен град на Велс? И еве уште едно прашање. Која игра со карти можеш да ја играш сам? Ќе одговорите во заврти на Телма, а сега кој ќе освоите многу награди. Се гледаме.